безбедност кој што стапи на сила оваа година, имаме обврска кон институциите да внимаваат по службена должност и на овие прашања. И второ, средства од Европска унија и наши буџетски средства, отприлика околу 1,5 милион евра минатата година, ние вложивме за отварање на владин центар за одговор на сајбер инциденти, кој што за скоро време ќе го отвориме, веќе направивме увид со ЕУ амбасадорот, кој што ќе следи во владиниот дел, така наречениот невоен цивилен владин дел, сегмент какви се случувањата во поглед на сајбер нападите, ќе можеме дневно во реално време да следиме што се случува во поглед на сајбер. Добро, толку повеќе што вие го најавувате и она електронска архива и менеджмент на документи, што значи намалена можност за корупција и брза размена меѓу институциите. Тука предпоставувам ќе бидат и сензитивни информации од сите кои мора да бидат заштитени. Ќе одиме до ниво на некласифицирани информации, што значи дека класифицираните документи нема да бидат дел од овој документ менеджмент систем, затоа што сметаме дека таа безбедност треба да биде гарантирана на уште повисоко енкриптирано ниво. Можам да ги убедам граѓаните да бидат спокојни во овој дел и сите системи кои што ги менаџира Министерството за дигитална трансформација на дневно ниво во реално време следиме што се случува од поглед на сајбер напади, сместени се на одлична инфраструктура во моментот, се внимава на сите аспекти безбедносни и во исто време имаме и дополнителна заштита на владин облак и на заштитен втор сајт, така наречена втора локација, така што се она што го промовираме како проект на Министерството за дигитална трансформација, дали е порталот за услуги, дали е документ менеджмент системот, дали е некој поглед на сајбер безбедност, навистина многу внимаваме од првиот ден на сајбер безбедност. Ова не значи, пак да кажам, дека напади нема да се случуваат. Не може да ги превенирате, тие и на светско ниво растат со 30 до 40% годишно. Стануваат многу комплексни, многу сериозни, користат вештачка интелигенција во нападот, но ние постојано се обидуваме да ги добиеме најновите податоци и најновите методологии како да се справуваме.